Собранието на Република Македонија во рамките на 7-та седница гласаше со 94 гласа за и продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на јужната и северната граница заради зголемениот обем на мигранти до 31 декември оваа година. Пратениците изгласаа измена на одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти на територија на Македонија. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски образложи дека оваа одлука е многу значајна заради околностите околу глобалниот проблем со мигрантската криза. Рокот се продолжува врз основа на проценките на надлежните служби и со предлог одлуката на владата која беше доставена до собранието. Ке им се овозможи на армиските припадници заедно со МВР учества во обезбедување на државните граници на Македонија со Република Грција, каде имавме сериозен прилив на мигранти, рече Спасовски, кој исто така посочи дека и припадниците на полициските сили од други држави учествуваа во обезбедување на границата. Одговарајќи на прашањата на опозицијските пратеници, министерот за внатрешни работи кажа дека нивниот став е јасен. Краток престој на мигрантите на територија на Македонија од решението за мигрантската криза треба да се бара на друго место. Македонија има кампови за времен престој на бегалците, кои треба да транзитираат низ Македонија и ние не сметаме дека треба да има дополнителни кампови, ниту кампови за подолг престој на бегалците, истакнува Спасовски. Тој кажа дека Македонија има сериозна поддршка со Европската унија и од земјите од Вишеградската група и дека таа ќе продолжи во иднина. Во однос на оградата на јужната граница, кажа дека таа постојано под надзор од страна на полицијата и војниците и тоа е во добра кондиција. Соработка има со сите соседни земји во однос на мигрантската криза и регионално комуникациите со Грчкото министерство за внатрешни работи се воспоставени и има редовни комуникации со полициското аташе на Грција во Македонија. Во моментов на границата со Грција информираат дека има околу 100 припадници од други полициски служби од Словенија, Србија, Чешка, Унгарија, Словачка, Полска и Хрватска и тоа ќе продолжи до крајот на октомври.